Почитувани граѓани, почитувани медиуми, власта која ја зави Македонија во црно се испречи на патот на правдата за најголемата трагедија во поновата македонска историја. Пожарот во дискотеката Пулс, во кој 62 деца го загубија својот живот, а 200 беа повредени. Христијан Мицковски ги искористи сите механизми на власта, закани, уцени и притисоци со единствена цел да ги заштити своите луѓе, односно оние кои се најодговорни за трагедијата која ја снајде Кочани, а тоа се актуелните функционери на власта. Токму обвинителот Љубомир Коцевски, кој беше под закана дека ќе биде сменет од актуелната власт, вчера ја затвори истрагата без ниту еден осомничен или обвинет актуелен функционер на власта, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Со што ли го држи Мицковски Коцевски под своја целосна контрола? СДСМ остави простор истрагата да биде завршена целосно и се надеваше дека ќе има правда. Денес е јасно дека правда нема. Ниеден од актуелните функционери не е обвинет. Од денес ги поставуваме клучните прашања и ги изнесуваме клучните докази кои очигледно се кријат за да се заштитат оние од власта. Прво заштитено лице е Дејан Салтировски. Обвинителството мора да одговори. Дали постои пишана наредба за акцијска контрола во која стои дека вратите на дискотеката Пулс треба да бидат затворени? Ова е спротивно на стандардните оперативни процедури. Прашуваме, кој бил подпишан таква наредба? Зошто ако обвинителството поседува ваков документ, нема ниту еден обвинет актуелен полициски функционер од таа вечер? Понатаму, обвинителството и власта мора да одговорат зошто нема обвинение против тогашниот актуелен началник на СВР Штип Дејан Салтировски. Тој знаел или морал да знае дека во наредбата за акцијска контрола спротивно на СОП стои дека ќе бидат затворени вратите во дискотеката Пулс. Понатаму, зошто обвинителството не го објави јавно видеото на кое се гледа началникот на СВР Штип Дејан Салтировски во периодот од 12:30 часот до 1:20 часот пред дискотеката Пулс во Кочани? Дали обвинителството го запраша Салтировски што барал во овој период пред дискотеката и зошто полицијата не влегла да врши акцијска контрола како што било предвидено во 12:30 часот, кога започнува забавата наместо на крајот од истата? Дали Дејан Салтировски во меѓувреме фалсификувал документација дека вечерта не бил на работа или за тоа постојат конкретни докази? Дали Дејан Салтировски е заштитен од кривичен прогон затоа што е во кумовска врска со Орце Тодоровски, Ефто, еден од најблиските соработници и бизнис партнери на Христијан Мицковски, со кој градеше хидроцентрали и кој беше обвинет за милионски криминал во случајот Делчевски ниви? Дали Дејан Салтировски е заштитен лично од Панче Тошковски, кој што бил негов адвокат и не само што правно го застапувал, туку како вработен во гранична полиција на полицајците им нудел подпишано полномошно од адвокатот Панче Тошковски со цел да испумпуваат пари од буџетот на државата? Дали е точно дека Дејан Салтировски подолго време не може да добие безбедносен сертификат и ако е така, како е можно да биде поставен на така висока позиција во МВР? Мајките завиени во црно и стотици повредени најмалку што заслужуваат е правда. Одговорност за оние што го завија Кочани и Македонија во црно мора да има. Вистината за трагедијата во Пулс мора да излезе на виделина. Јавно го повикуваме обвинителството да се ослободи од стегите на власта, затоа што селективната правда е неправда. Во меѓувреме, СДСМ ќе продолжи јавно да ги објавува сите информации кои ги има поврзани со трагедијата во Кочани, се додека нема одговорност за актуелните функционери на власта. Ова е само првиот во серијалот пресови за оно што се случувало во кочанската дискотека Пулс. Благодарам.